Значи, Бугарија, спречувајќи ја оваа иницијатива и меѓу другото, однесувајќи се на овој начин, сака веројатно да испрати некои пораки. Тие пораки се во контекст на тоа дека не сакаат да отстапат од уставните измени и додека не се случат уставните измени, тие не би попуштиле секое членство во било која институција. Да, ако сакате во фудбалска асоциација некаде да аплицирате, иако Македонија е дел од тие меѓународни структури, не е спорно. Меѓутоа, онаму каде што се ексклузивно бугарите или заедно со некои други земји членки, каде што имаат право на вето, дека не дозволуваат. Но јас тука гледам една, повеќе би рекол, одговор, односно реакција и фрустрација од страна на Софија во контекст на она што се случува изминатите 2 години. А изминатите 2 години, со помош на нашата дипломатија, навистина успеавме да го доведеме мислењето, затоа што претходно тоа не било објаснувано таму на таков начин, дека ние сме со право загрижени за нашата иднина, односно за зачленувањето во Европската Унија, без промена на некакви историски идентитетски прерогативи што ги има. Да, како што и кажавте, историските идентитети и историската комисија ќе работи. Па да, ќе работи со децени, но не е тоа канцелариска работа. Но од таа страна велам за тоа да го разберат во Софија, навистина, иако веќе им се упатува, како што реков, од официјални европски личности, од Антонио Кошта, од некои други европски посредници, јас се надевам во добар дух и со добра политичка волја, меѓу другото и за прашањата на регистрирање на македонските организации во Бугарија, кои што се невладени организации, здруженија на граѓани, тотално бенигно е нивното регистрирање, но на тој начин Бугарија може да покаже политичка волја. И тоа не мора, искрено речено, сите тие процеси може да се одвиваат и симултано. Да. Не мора да значи дека едниот треба да го направи потегот, па другиот да направи. Сите потези може да се влечат симултано ако имате добра политичка волја. Географијата е таа, ние сме соседи, треба да живееме со децени и години и векови овде. И од тие причини мислам дека некој ако гледа дека претседателот Радев бил на тврдата страна и така натаму, тој го има мандатот од граѓаните. И ако сака навистина Република Македонија се придвижи кон Европската Унија, мораме да најдеме решение, затоа што досега немаше решение. И треба она флоскула да се разбере дека